Добро вечер, добро дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Коце Трајановски, директор на јавното предпријатие Државни патишта, поранешен градоначалник на град Скопје. Добро дојдовте. Добро дојдовте. На 2 дена пред изборите локални, вториот круг в недела на 2 ноември, кој е вашиот фаворит, да речеме, токму за град Скопје? Според мене, токму за град Скопје фаворит е Орце Ѓорѓиевски. Зошто Орце Ѓорѓиевски, зошто не Амар Мециновиќ? Кои се квалитетите на Орце кои што се го ставаат пред Амар? Видите, пред себе напоминал дека многуте кандидати за градоначалник на град Скопје говори за една состојба во која што се наоѓа Македонија и градот Скопје. Доколку би имале по систем кој што би функционирал како што треба, мислам дека би имало многу помал број на кандидати кои што реално би биле вака споредливи меѓу себе. Сега, зошто Орце, а не останатите? Не, ама зборам воопшто. Бидејќи Орце има еден природен тек на напредување. Природен тек по смисло на тоа што беше градоначалник на општина Кисела Вода и тоа успешен градоначалник. Тоа јасно говори дека ја знае локалната самоуправа, дека почнува од едно пониско ниво, се качува на едно повисоко ниво во локалната самоуправа. Исто беше со случајот и со мене. Јас бев градоначалник на Газиба 2005-2009, па 2009 станав градоначалник на град Скопје. Тоа му возможува да ја знае проблематиката на локалната самоуправа во општината, а воедно бидејќи градот Скопје е една специфична локална самоуправа со посебен закон за град Скопје, значи имаат многу тесни врски, а дури некаде и мали преклопувања во ингеренциите, така да секој градоначалник на општината во градот Скопје, зборам за поголемите, веќе ја знае комплетно каква е структурата, какво е функционирањето, каква е екипираноста на градот Скопје и на самата администрација, и на јавните предпријатија, и на културните институции во градот Скопје. Според тоа сметам дека Орце навистина дека е најдобриот кандидат за овие локални избори и гледајќи и неговата енергија, неговата посветеност, сметам дека ќе допринесе градот Скопје да многу брзо да си застане на здрави нозе. Како човек кој што е паталец, што би рекле, не гаталец, односно човек кој што истера долго време на чело на Скопје и искрено кажано не ја дигам работата, но вие сте човек кој што остави најсилен белег од сите претходници градоначалници токму во главниот град и имајќи го предвид сето тоа, кои проекти, кои предизвици се најголеми и најпотребни за да Скопје стане една вистинска светска метропола? Повете, веќе оваа тема е многу дебатирана пред изборниот период, во рамките на изборниот период. Само јас би потенцирал некои од нив кои што беа доста зборувани, кажувани, елаборирани во оваа кампања. Значи, многу се важни неколку сегменти. Сега, по важност не би ги рангирал, бидејќи не може да ги рангирам, мислам дека не треба да се рангираат. А пред себе бил сообраќајот. Мислам, би почнало сообраќајот. Значи, ако немате добар сообраќај или јавен превоз во градот Скопје, а јавниот превоз како еден од сегментите код сообраќајот кој што е под надлежност на градот Скопје, значи мислам дека е многу важен фактор. Кога бев градоначалник од аспект на сообраќај, во 2016 година градот Скопје доби втора награда по мобилност, значи по движење. Прв беше Малме, Лисабон и ние ја делевме втората награда. Тоа зборуваше за напредокот кој што сме го направиле во рамките на мобилноста на движењето, меѓу кои беше автобускиот превоз, кој што секој автобус беше сателитски пратен од првата до последната станица на екрани и на секоја станица имаше сијаличка која што ако закасни плюс неколку минути, во тој случај се пали црвено светло. И граѓаните, знаејќи дека навреме ќе дојде автобусот,
еден добар процент почнуваат да ги оставаат колите и влегуваат во автобуси. Значи мора да имаме нови автобуси, модерни автобуси, автобуси кои што отидат на време и автобуси кои што ќе ги поклопат, ќе ги опатат сите делови од градот Скопје. А покрај тоа, многу е важно ако збориме за сообраќај, за да се го намалиме тој сообраќај, не е само јавниот превоз, бидејќи луѓето не можеш да со автобус, ти си возат со коли. Тоа е многу природен процес. Ако имаш добар автобуски превоз или друг вид на превоз, јавен, зборувам, нема да одиш со кола. Второто исто така е велосипедските патеки. 2002, кога јас првата патека направив од автокоманда преку центар до Сити Мол, значи тогаш малку и луѓето вика, сега со точак ќе одиме, тоа беше 2009 година, 2010, кога велосипедите се смета сепак средство на посиромашните, на луѓето кои што, како да кажам, не се од таа класа. Меѓутоа, сега со излегувањето на модерни, нови автобуси со она пропаганда, со она која што има за велосипедскиот сообраќај, веќе велосипедот станува средство кое што не е за потценување. Така да изградбата на велосипедски патеки, уште тогаш ние направивме значи една шема на главни линии, на конекторски линии и дел од тие се оствари, а дел се остваруваат дополнително. Исто така, многу е важен и инфраструктурата во ова. Значи, морате да имате булевари кои што ќе го прифатат тој сообраќај. Не зборувам јас сега булевари за да идеме, за да ги собереме автобускиот превоз, туку во со колите, автомобилскиот, туку да биде комбинација меѓу јавниот и автобускиот, јавен автобуски превоз и автомобилите. Бидејќи стално велат, добро, ширејќи ги булеварите, ние практично им овозможуваме на колите што повеќе коли да возат. Јас не се сложувам во целост, се сложил со таа порака за централното градско подрачје. Меѓутоа, надвор од централно градско подрачје ти мораш да го храниш со јавен и со автомобилски превоз. Едно и второ, ние треба да имаме еден период за да добиеме таа култура на јавен превоз. Ако коце се вози со автобус, гледа го, сега се вози со автобус, нема пари, не е ситуиран. И тоа, таа наше поимање на тоа нешто, таков наш ставање на таква една, како да кажам, на едно мислење, влие многу на младите и тие го гледаат од постарите и тие сега велат, со автобусите, па се ќе ми се смеат на мене. Мислам, ние треба да научиме дека возењето со автобус треба да биде навистина привилегија, меѓутоа, кажавме претходно, зошто можеме и кога можеме да одиме со автобус. Така да, ширењето почнав по булеварите да бидат, кругните текови, кои исто така допринесуваат многу, меѓутоа, тие имаат до одреден степен може да го апсорбираат или да проточноста на мобилноста, би рекол, на автомобилите, на автобусите и слично. Кога ќе настане малку поголема не малку веќе, туку многу малку поголема гужва во сообраќајот, во тој случај тие не помагаат. Ако имате многу сообраќај, кружните тегови може да станат и пречка за движењето. Веќе во еден правец ако нонстоп се движат, тие од другиот правец може да влезат во кружниот тек. Затоа веќе следната фаза е сообраќајници на две нивоа, раскрцици на две нивоа. И со тоа ќе се овозможи многу побрз сообраќај. Така, тие комбинации, кога ние би ги добро искомбинирале, и тогаш сметам дека би допринеле да градот Скопје биде помобилен. Значи, многу побрзо да се движиме, дали со автобус, дали со возило, дали со велосипед, дали со некое друго превозно средство. Како би го решиле проблемот, овој што е сега акутен, еклатантен, велат модерно, нели, со јавниот смет, со сметот, со отпадот, општо, кој што е хаотичен во следната тема е сметот. Периодот. Пак ќе се вратам малку наназад, мислам добро да се направат паралели некој.
2009 година кога станав градоначелник, кога ме избраа граѓаните за градоначелник на градот Скопје, имаше постојано го повторував, дека имаше 6 стари автобуси. Постари од 6 стари возила за собирање на смет, постари од 20 години. Така да ако некаде од автокоманда го зема сметот, па ти до Дрисла можеш од тоа што тече од него да видиш кај му била траекторијата или патеката на негово движење. Така. Успеавме тогаш да набавиме во но еднократно брзо да набавиме голем број на возила за собирање на смет, и тоа некаде околу 50 на возила. Така да кога ми заврши мандатот, ние имавме околу 120 возила во комунална хигиена и за собирање на смет и за од други аспекти, за чистење, за миење на улици. Само 6 начекавте 2009. Само 6 возила. И тоа беше страшно. Да. И голем исчекор, често го споменувам, некој тогаш смешки правеа на тоа, и набавивме 60.000 канти за собирање на смет. Значи, од најдалеченото домаќинство, ако речеме условно кажано во Раштак, последната куќа, и она во центар треба да имат исти услови на комунална хигиена. Мали улички, па мали камиони, први немавме мали камиони, па моравме приватно да се обнаваме. Значи, први треба да се обнови возниот парк. Возниот парк во смисол на возила собирање на смет. Исто така треба да се врати да се врати енергијата во луѓето што работат во комуналната хигиена, сигурноста во предпријатието, дека сигурно ќе добијат плата, дека треба да завршат работата, дека треба да бидат професионални во извршувањето на сето тоа. Значи, еден добар менаџерски тим, кој што сето тоа ќе го направи, и нормално треба да има стручни луѓе кои што сето тоа ќе го водат. Ние направивме, треба да се направат неколку претоварни станици, бидејќи не може камион од 5 тона или 10 тона да оди од Шутор Изари или од Ѓорче да оди до Дрисла. Затоа се прават тие претоварни центри во кои што има посебни приколки, во кои што има до 50 тона од тие претоварни станици се става на нив, и тие одеднаш, значи 10 камиони по 5 тона или 5 камиони по 10 тона веќе одеднаш ќе се пренесат. И нормално, ако почнеме од примарната селекција, ние како народ, или таква е состојбата сега кај нас, ја немаме примарната селекција уште во домаќинството се прави, и мислам дека ќе треба малку да помине подолго време, да се добие доверба во комуналната хигиена, да се добие да се направи добри менаџерски тимови, за да можеме уште тогаш да го селектираме отпадот, за да би можело што селектиран веќе да оди, или што помалку треба да оди на Дрисла. Тоа е една посебна проблематика која што навистина бара еден подолг период да сето тоа го елаборираме и за сето тоа го направиме. Така да исто така тогаш набавивме 12 камиони за миење на улици, од кои што 2 камиони беа со топови, водени топови, кои што ги користевме за гасење на пожари и за слично. Така тие 12 камиони во секоја општина секојдневно ги мија во ноќните часови улиците. Тоа беше навистина одамна не сум видел камион така. Тоа беше навистина една екипа. Да. Значи и во градот Скопје и во комуналната хигиена. Значи ја ќе го спомнам, и Ракип Дочи ќе го злоупотребам неговото име, беше еден добар директор на комунална хигиена со кој што успеавме комуналната хигиена да. Исто така правењето на подземни контейнери. Секаде ги има. Како нашите подземни контейнери, мислам дека нема никаде скоро, зашто тоа е проект на градот Скопје. Значи се подигнуваат, подземје се подигнуваат. Иако и тогаш се подсмеваа со сето тоа, меѓутоа и го занемарија, практично ги запустија тие подземни контейнери, беа толку елегантно направени, да со хидруликата на камионот го подигнеш, ја цигнеш целата платформа горе, ти доаѓаат контейнерите, ја спушташ долу, горе е само оној дел кај што треба да се фрла сметот. Така да комуналната хигиена навистина заслужува и мора хитно да биде решена во градот Скопје, заради тоа што веќе и од здравствени причини, заразни причини може да настанат последици по граѓаните на градот Скопје.
Но возможно е тоа да се направи, не е тоа невозможна мисија како што изгледа сега заради ова што се случува. Не, треба да се соберат луѓето кои што имаат искуство и може да немаат искуство, имаат желба, може не толку големо искуство, меѓутоа имаат и желба и сето тоа да го направат. Мораш да имаш тим за сето тоа да се направи. И мислам дека новата градска власт тоа начело со Орце Ѓорѓиевски ќе го направи. Кога го договаравме интервјуто, разговаравме на повеќе теми, меѓу другото ме фрапиравте со сето тоа што било планирано од времето кога вие бевте градоначалник, тоа е пред 8 години. Имавте 2 мандата на располагање, сте започнале премногу проекти кои што денеска, дај Боже да беа направени и спроведени, ќе беше Скопје многу поинаков град. Многумина од граѓаните не знаат воопшто за тие проекти, бидејќи не се актуализирани. Еве, ако може да ни ги посочите оние главни проекти кои што се останати со целосни проектни документации и со се буквално направено, само требало да ги продолжат во прв речи Легов, а потоа и Данела, но работата е некаде заглавена. Зашто зборуваме, за какви проекти? Видите, јас се извинувам, малку ќе се вратам назад, се ми извините. Значи, остана уште еден проект кој што сакам да го напоменам, кој што го оставив, вака ме потикнавте со вашето прашање, а тоа е Центар за управување и контрола на сообраќај. Повеќе од 90% од раскрсниците со оптички кабел беа поврзани за Центарот за управување и контрола на сообраќај, кој што се наоѓа на новата железничка станица и каде што на екран се гледаат сите раскрсници. И не е тоа само видео, вака, да ги гледаш преку камера, туку пред секоја раскрсница има индуктивни јамки кои ги бројат возилата кои што доаѓаат од една или од друга страна. И во зависност од бројот на возилата, кај што е поголем, зеленото светло на таа страна е подолго. Значи, компјутерите тоа го прават. Не треба, тоа е како паметен полицаец да имате. А во првата фаза ни беше зелените бранови. Меѓутоа, зелените бранови се прва фаза. А ова, сите раскрсници треба да функционираат со адаптивна контрола, преку тие индуктивни јамки. Тој софтвер беше направен, купен некаде околу 3 милиони евра во тоа време и му требаше неколку години за да се наполни тој софтвер со броењето на тие возила, да направи математики внатре, да направи алгоритми според кои што после тоа ќе решава колку долго ќе биде зеленото светло од онаа страна од кој што има повеќе возила, кога ќе го прекине, кога ќе ја даде предноста на друго. Да тој проект се одржуваше и му се посвети внимание, тоа беше, мислам, австриско-италијанска компанија која што тоа го инсталираше тој софтвер и го проектираше, да тоа бе заживееше, мислам дека ќе имавме многу помалку гужва сега како што има. И уште тогаш видовме дека овие што се возилата, претходно, пред секој нивно поминување на автобуската, на секој раскрсница имаше по неколку полицајци. Стопираат луѓето, ги стопираат луѓето. Стопова. Сега тука најдовме полицаец кој што ќе биде во тој Центар за управување и контрола на сообраќај. Бидејќи тоа е... И тој го прави зелениот бран. Личности се тие, кои што не треба никој да ги знае, обично, кои се траекториите, рутите кои што ќе помине таа VIP личност, дали се странски или наши, независно. И сега ако ќе му се каже на него, тој ги гледа на екранит и како што оди, зеленото светло го пали. И практично нема закочување на сообраќај, нема нервирање на луѓето, нема псуење. На крстосниците. Сега жалосно е полицајците си изгубија работата и нивниот. Така, неќе може да дреме на улица. Не може да рече дека од мене зависи како ќе помине таа и таа личност, нели? Меѓутоа и тоа се напушти. За жал се напушти и тоа, или мислам дека многу слабо функционира. Значи работевме многу и затоа добивме таа втора награда за мобилност. И мислам дека реално многу брзо може да се вратиме на тие патеки и да се надоградува нагоре. Значи, ние бевме заради напредокот. Следната градска власт уште ќе има напредок и таа има шанси да добие награда која што Европа ќе ја препозна и ќе ја награди. Кои се останатите проекти кои што останаа во фиоките? Видите, за жал, многу од проектите, доста добар дел останаа во фиоките. Јас најпрво би го посечил Луна паркот, многу често зговорев за него, заради тоа што ми е жал што во Скопје младите, дечињата и вака помладите луѓе останаа без таа можност за забава,
бидејќи комплетно Луна паркот ние го направивме инфраструктурно со струја, со вода, со посебни трансформатори, партерно уредување на тие патеки и се остави места кај што ќе бидат тие реквизитите поставени. И во првата тура ние, а претходно имавме елаборат, кој што беше 18 милиони евра, па 12, па на 8, а викаме ќе почнеме со 6. Владата немаше пари, мораше градот Скопје и рековме на 3 пати по 2-3 милиона ти даде. И во првата тура дадовме околу 2 милиони евра, се направија 6 реквизити, од кои што 6 или 8 не ме фаќа за збор, во кои што имаше пола и повеќе беа адреналински. Следната година уште толку ќе беа и за 3 години ќе се го комплетиравме според тој проект. Што направи новата власт кога дојде тогаш? Не може да биде забавен парк, ова ќе биде културен парк. Многу голема промена направија во поимот, во ништо останато. Тие справи беа тие реквизити беа или справи беа набавени, дојдени во Скопје дел, тие дојде, другите дојде после месец-два, беа во договорот за нивната набавка беше и нивно монтирање. Бидејќи кога ќе ги монтирате тие реквизити, тие се динамика, има динамика, движење. Дали ротационо, дали ќе има вака вертикално, и тука е опасно по живот и затоа некој треба да гарантира за нивната стабилност. Професионалец, токму така. Сето тоа остана така. Жал ми е, уште 2018 во летото имаше можност од летото 2018, сега сме 2025, 7 години, 7 генерации предходно остана без тоа. А сега стојат некаде? Стојат некаде, не знам кај се. Да. Не знам кај се стојат. Неверојатно, да. Просто е неверојатно. Да. Тоа што ќе ги поставеше, тој ќе беше забележан. Така. Не тоа што ги набави. Не му ќе му дојде ловориките, ќе се така спомнеше дека вие. Види, народот знае. Да. Ќе даде малку на така да кажам значај на тој што ја почнал иницијативата. Меѓутоа ќе добија прво граѓаните, ќе речеше да не бевме ние, ништо не политичарите. Не. Да. Второ е универзалната сала. Дури видеото го презентираме. Не онаа со јајцето кој што беше многу скапа, туку оваа другата која што беше некаде околу 5-16 милиони евра, кој што беше со подземен паркинг. И сите останати содржини, ниту тоа не го почна. Прво што почна со испитување, па какво било, па криминал ли има, па што ли има, па процедури незапазени, па СЈО се вклучи. Мислам, видите, тере си ја работата, а службите нека си ја тераат својата. Ако имало криминал, ќе го најдат тој криминал. Ама не значи ради тоа дека треба да застанеш. И исто така би сакал да го истакнам, мостот Михајло Апостолски на булевар Раснов, тоа значи од хотел Русија покрај изгет или до раскрцитата со булеварот Беласица. Првичното решение, значи идејно решение и инфраструктурниот проект беа направени кога бев градоначалник. И тие не се сега кај што е, туку беа малку попрема центар и фаќа она уличката што е меѓу каросерија и Кирамидница. И се фаќа само 4 до 5 куќи. Значи се искористува таа уличка, се оди малку у каросерија, кој што е во распаѓање, и така ќе се сруши. Средивте имотно-правници. И имотно-правните веќе разговаравме и за халата, малку ја фаќаше со собственикот кој што ја откупи или ја презема каросерија. И значи ќе беше решено со многу побрзо, со многу помалку средства. А беше единствен услов беше да мојот наследник да отиде во општина Газиво, беше таа општинска улица, на советот да побара нормално званично градот Скопје, да локалната самоуправа од општинска улица му даде право таму да се изгради и булеварот. Сите советот беше на ВМРО да помага. Меѓутоа, не беше пречка, само требаше да дојде. И условот беше заедничка комисија да се формира од советниците од сите советнички групи да ги посетат тие 4-5 куќи. Мојот наследник рече, јас нема што да барам таму, во тој совет да ги молам и си отиде по ГУП. А по ГУПот ни стред Кирамидница, и сега не знам, не ме фаќате за збор, се вели 80-100 случаи што треба да се решат имотоправни, а нелегализирани, вака, многу иселени. Утопија, да.
знаете колку се проблемите со имотно-правни односи и многу ми е жал што сето тоа се направи. Мене ме критикуваше за Трета Македонска, нели, таму не сум го решил имотно-правните односи на она пералната што беше, иако јас веќе имав имотен лист 2017 во јуни, а до октомври веќе јас бев градоначелник, сега ја за еден што ми беше решен, што ме критикуваше, тој испадна 100 нерешени. Так. Али за жал тоа го трпат граѓаните на градот Скопје. Тоа ќе беше една врска на аеродром со... Се продолжи нешто од проектите? Се сеќавам да можеби пластичарската и Босна и Херцеговина. Има проекти, Босна и Херцеговина го правев неколку години. Так. Со решени имотни односи со сите дозволи и тој за среќа се реализира. Так. Христијан Тодорски Карпош, втората фаза, од Натанаел Кучевички кај што се оди, па до заобиколницата, исто така. Имаше проект, решени односи, се, само да се објави тендер, дури оставени пари. Да. И тој се реализира, и тоа е добро што се реализира. Втората македонска бригада, тоа е границата меѓу општина Чаир и општина Бутел, ма тоа не е нов булевар, туку тоа е само реконструкција со кружен тек на раскрцитата со Кемал Сейфула и Втора македонска бригада. Да. Така да тие три проекти веќе беа готови и оставивме исто така доста проекти кои што сообраќајни, кои што требаше понатака да се доразработуваат, па дури некаде имавме инфраструктурни проекти и почеток на граждани проекти. Еден од, ќе напомнам неколку. Значи, еден од поглавните е Лимак, кај Лимак. Значи, тука од сега од турбокружниот тек ќе почнува веќе да се спушта улицата за да влезе под Лимак. А во горниот дел, значи на ниво на сегашното ниво на земјата, тогаш се прави кружен тек, најголемиот кружен тек, а испод него поминува влезот или излезот од Лимак. Излезот према Карпош и влезот према Кисела вода. Имавме големи и долги разговори со НЛБ банката, веќе им зафаќаме онимниот простор и успеавме после неколку месеци разговори и преговори да го решиме. На излезот се прават два кружни тека. Едниот е од раскрцитата Јордан Мелков и Павел Шатев што доаѓа горе од Црниче. Тука кружен тек. На исто ниво се оди и се оди напрема Кочорацин и Свети Кирил и Методи, кој што е покрај Рамстор. Тука се прави уште еден кружен тек. Тие два кружни тека се на исто ниво. Под нив од Лимак се оди за Кисела вода. И тоа ќе беше едно идеален, како да речам, виртуелен или така поголем кружен тек од Нова Македонија по, да го земеме, по Јордан Милков, кружниот тек е Павел Шатев, назад, па по Кирил и Методи, тука можеш, доколку сгрешиш, да можеш да правиш различни комбинации. И жал ми е тој проект кој што мислам дека остана на тоа ниво на кое што го остави. Исто така следен проект за кој што потрошиме многу време со сообраќајниот факултет од Битола, а тоа е решавање на едно од најтесните грла во градот Скопје, а тоа е раскрцицата кај Мавровка. Таму долго време разговаравме. Таа треба да биде раскрцица на 3 нивои. Единствена раскрцица на 3 нивои што ќе биде во градот Скопје. Значи, се почнува од Госте Делчев, стоковната мост веќе тука почнува да понира. Имаш раскрцица која што доаѓа од кај Holiday Inn, или сега од кај МНР. Значи, таа ќе биде испод неа. Се продолжува на тоа долно ниво. Се појаѓа на раскрцицата Мавровка. Се продолжува, исто така има раскрцица кај телевизија и кај Македонска радио телевизија и факултетите. Влезо, да. И тоа исто така решено сообраќајно, мислам и инфраструктурно, се продолжува на раскрцицата, тоа е булевар Гоце Делчев, со булеварот Беласица, исто така на 2 нивоа да се сврти, да се оди према према булеварот Александар Македонски и со тоа вие кои ќе тргнете од кај владата да можете без престан на тоа ниво да се стигнете излезете. до Истгейт, буквално до вклучувањето кај Континентал. И плюс тоа имавме идено решение за мора да се направи клучка на 2 нивоа. Така беше иденото решение на автокоманда раскрстицата, бичи од која ќе излезеш од овде, следното ќе те сопрат семафорите на автокоманда. Зашто почнува река да доаѓа од возила. На 2 нивоа горе со кружен тек. Така да биде непрешено
излегувањето и влегувањето во Скопје да не биде пречка да бидат семафорите во автокоманда. Така да тој е многу значаен проект, многу значаен. Очекувате да се реализираат сега? Еве Сорце Па, да речеме видите, јас мислам дека треба да почне да се работи на неговата реализација. Да. А ние сме високо централизирана држава, можеби најцентрализираната држава во Балканов, така да сите капитални проекти треба да ги финансира владата. Така. Колку е битно еве сега градоначалникот да биде близок со власта, да има кохабитација што се вика, но и со скопските градоначалници кои што се мнозинство од коалицијата многу е битно, владина. Многу е битно. Да. Без тоа нема да функционира градот. Јас кога бев, потоа не слушам дали се тоа прави, мислам дека не, секој месец по закон си должен да правиш координативно тело со сите градоначалници на општините во градот Скопје. И таму се стават на маса проблемите, ако не се најде решение на тој, се најде на друг. Меѓутоа се наоѓа начин како тој да се решат. Тоа веќе не функционира. Дефинитивно да. Не, прашајте, кога сум бил, секоја месец мора макар еднаш месечно тоа да го направите. Така да морате и со општините, и со централната власт, и нормално институциите во централна власт да си има, бидејќи сепак тоа, значи, овој систем, секој елемент од системот, за транспорт, секој елемент од овој систем мора да функционира, бидејќи тие се врзани. Ја би напомнал уште еден проект кој што го завршен е тој проект, а тоа се бараше од Партизанска како да се помине од другата страна. Према аеродром или према кисела вода. Бидејќи ја знаете зградата на чело, кога доаѓате од Карпош према центар, во чело што се направи таа дивоградба, таа зграда. Тифани? Не Тифани, таа у чело што е на Партизанска. Значи, таа зграда требало тука да понира Партизанска, да оди до плоштадот, еден крак да оди покрај ке, а другиот да продолжи испод порта Македонија, да излегува некаде после измеѓу градска болница и Кочо-Рацин булеварот. Веќе тоа, поради таа зграда, на Палчо зградата, знаете која е таа, учело, направена без дозвола, без се, знаете, тоа, у тоа време, на такво место да направиш, мислам дека е просто несватливо и јасно зборува за една правна држава. Заради тоа ние направивме нов проект, го правише шпанската компанија ИДОМ, која што има околу 4000 вработени во тие проектански бироа нивни, значи да почне да се спушта некаде после градежниот факултет, да оди лево према мостот Гоце Делчев, по булевар ВМРО, пред мостот Гоце Делчев, тука, на тоа раскрцата, да речам, необична, тука да треба да има кружни текови на две нивоа, еден подземен, еден надземен. А некаде измеѓу поштата и мостот Гоце Делчев има еден крак што оди покрај Вардар. Па тој крак оди испод камениот мост. Многу видовме долго време, мака со институциите кои што културното наследство го прата тука, за да не сме да се помрне ниту 1 милиметар од каменот. Продолжува покрај Вардар и излегува некаде пред новата железничка станица. Меѓутоа, на булеварот Кочо-Рацин и на овој булевар кој што доаѓа од кај аеродром, тука има раскрцица на две нивоа, така да и од аеродром која доаѓаат и ваму за да може да биде на различно. Аеродром со тоа добиваше уште еден многу проточен излез. Имавме идеја, аеродром е голема општина, ужас е да излезеш во шписот, ќе го добие преку Асном, преку Михаил Апостолски, овој ќе биде многу попроточен би бил, и третиот би требало, трета македонска, Корчагин, покрај гимназијата Корчагин, да излезе на Кочо-Рацин. И таму веќе беа готови идејните решенија. Тука полициската станица малку ни правеше проблем. Знаете која е полициска станица кога е МВР малку потешко се добиваат тие дозволи. Меѓутоа, од трета македонска вие треба да излезете на Кочо-Рацин и во тој случај тука на Кочо-Рацин таа улица продолжува, мислам дека и на кај ГТЦ, и со тоа имаше 3 излези аеродром.
истото, а сега е што толку многу му тесно треба. грло кое што се повеќе се гради таму, поготово откако ја направивме трета македонска бригада. Имаме уште теми за отворање во вториот дел. Многу теми има. Да. ГУПот би го споменал ГУПот. Значи ние ГУПот го направиме 2012 година. А 2002 беше првиот пенов, после 2012 без закаснување го направивме. Еден од најважните документи кои што го носи градот Скопје. Тој има три елементи. Едниот е границите, докај ќе се шири градот. Заедно со општините се правеше неколку години. Второто е сообраќајниците главни ги дефинира ГУПот. И трето ги дефинира намените. Овде ќе биде домување, овде ќе биде мала индустрија, овде мало стопанство, таму ќе биде зеленило и слично. Значи, ги дефинираше тие три елементи за градот Скопје. И за прв пат, во тој ГУП 2012, градот Скопје се подели на квартови. На 150 квартови. Како што е во светот. Каде што секаде, кој квар живееш, тој и тој. Дали бројка ќе има, дали ќе има име, тоа е второ. И за секој кварт, за прв пат, градот Скопје правеше регулацијски планови, кои што се предуслов или пред правењето на детални урбанистички планови. Во рамките на тој кварт да има градинка, да има училиште, да има здравствен дом, да има зеленило, а потоа, воз основа на тие како да кажам, претходно зададени услови, се прави детален план. За жал 2022 требаше да биде вториот, меѓутоа го нема. Ке продолжиме со другите теми, мораме да одиме со кусиот блок реклами, ке зборуваме и за она што се случува актуелно во Македонија, каде што директор е Косе Трајановски на јавното предпријатие Државни патишта, многу работи се случуваат во Македонија на тој план. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Бидете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е Косе Трајановски. Зборувавме во првиот дел што било, што требало да биде. Еве сега да продолжиме со она што е во моментот што се работи во Македонија и што ќе се работи. Само ќе ми извините, ќе се вратам малку една минута, две назад. Значи, би сакал да го споменам и проектот за пречистителната станица на градот Скопје. Таа ја започнавме кога бев градоначалник, заедно со Министерството за животна средина. Добивме грант од €1.000.000 за правењето на студија и за правењето на тендерска, до изготвувањето на тендерска документација. За таа цел, целата таа екипа беше по посета на неколку пречистителни станици во Европа, пред се во Франција и во другите држави, за да би можело да се направи најсоодветното решение. За жал се уште нема големо померување, не да не биде готово, можеби не може да биде толку брзо готово, меѓутоа 8 години, за 8 години се прават чуда, а не една пречистителна станица. И паралелно на тоа, левиот и десниот колектор ги направивме исто така. Се направи десниот, левиот го остави, почна се прави, застана кај Вардариште и тој остана се. Фекалите од левата страна се истураат Каши хотел Русија. Од десната страна го спасивме, значи не е кај паркот авионче сега, туку е таму горе кај претпумпната станица. Спомнавте Вардариште и тоа, имавте проекти за тоа, така? Да, тој имаше, значи, фекалниот колектор кој што почнува некаде од карусерија, а завршува во идната пречистителна станица кај Трубарево. И тоа почна да го прави, беше избран изедувач, не знам од кај беше, мислам дека беше од Франција, и некаде не било добро испитано во Вардариште, предлагале решение, не се сложило градската власт, така тој сега е веќе пред меѓународните судови и ние немаме колектор, туку имаме фекалии кои што се уште од левата страна, почнувајќи од Бардовци, центар, од оваа страна центар, значи од левата страна, Чаер, Радишани, Бутел, Железара и Автокоманда, тука одат. Так. За жал. Додиме и вториот проект исто така кој што сакав исто да го напоменам, кој што сметам дека е важен за градот Скопје, и тоа со оглед на времето јас би оставил во некоја друга прилика. Така да продолжиме со она што е актуелно, зборуваме за патиштата,
кои што се исто така потребни, како леп што се вели за Македонија. Инфраструктурата беше катастрофална, почнаа да се оправаат работите, веќе година и половина се работи интензивно на овој план. Вие секојдневно сте на терен, постојано нели отварате или имаше нели Ранковце беше деновиве, некои заобиколници, што веќе не имаше клучки и сите тие работи. Како се одвива работата на оние најголемите, па и на помалите, еве за овој вториот дел од разговорот? Видите, кога дојдов директор на јавното предпријатие државни патишта, некаде околу 3 јули 2024 година, пред се наследив финансиска состојба која што е катастрофална, тоа е 95 милиони, околу 95 милиони на сметката на јавното предпријатие, а пристигнати фактури за наплата милиарда и 50 милиони денари. Значи, повеќе од 10 пати. Успеавме тоа да го санираме и сега ситуацијата е обратна. Сега сте во плюс. Сега 10 пати имаме повеќе неголи обврски. Како може ово порано да биде обратно? Не би можел да малку поголемо елаборира би требало, меѓутоа сепак треба да се внимава, да се работи домаќински, да се внимава да и према изведувачите и према сето тоа како се трошат парите, за да би може да имаш едно стабилно јавно предпријатие. Значи наследивме проекти кои што беа закочени и проекти кои што беа како да кажам, не за кој што воопшто не се работеше. Еден таков, мака наизразит пример е на автопатот од Градско до Фариш. Тоа е кружниот тек према новиот кружен тек према Кавадарци. Да. Таму Штраба го работеше, тие го напуштија со оглед на тоа што не беа решени некои работи кои што во проектот не биле дефинирани или пак требало да се додефинираат заедно со власта. Успеавме заедно со Министерството за транспорт и врски, со министрот Александар Николовски, со владата на Република Македонија, тоа да го откочиме, се вратија и успеавме околу Нова година да ја пуштиме таа делница од Градско па се до Фариш и да граѓаните ја имаат таа полезност, таа удобност да го користат тој пат. Вториот пат исто така Ранковце Длабочица, кој што го правеше Штрабак, и Длабочица Крива Палнка, кој што го правеше Гранит, беше во една многу пасивно состојба, значи многу полека се градеше. Направивме нови динамички планови. Исто така добро се екипиравме со многу добар надзор, со многу инженери кои што беа од јавното предпријатие, кои што беа постојано на терен, со мое лично ангажирање и одење на терен, со правење и на нови начини на работење, тоа значи работење во вечерни часови, да речам ноќни, не е добро, во вечерни часови и работење во зимски услови, што е за прв пат, после долго време, да работење да се асфалтира во зимски услови со специјален адетив на асфалтот, исто како понапред на бетонот пред 50 години, што не смеша да се бетонира ако температурата е 0 или испод 0, така и со асфалтот. Така да и тоа не беше пречка, и тоа го надминавме, беше пречка, го надминавме, и успеавме и тоа околу Нова година тие два клучни патни правци кои што беа во застој, не знам уште колку години ќе се правеа, да ги пуштиме во сообраќај и да може да ги користат граѓаните на Република Македонија и општо тие кои што транзитираат или странците кои што поминуваат од тука. Кичево Охрид, докаде е ситуацијата, работата таму? Кичево Охрид е посебна приказна, веќе слушаше доста и за подсмев, со оглед тоа што веќе повеќе од 10 години е окфазена градба, со многу едноинтензивно работење, пред се јасниме состојбата, не баравме вештерки кој за што е крив и кого за што да го гониме, се има служби, не е тоа мој интерес или наш интерес на едно предпријатие, тргнавме каква е состојбата, што треба да направиме, што побрзо да го пуштиме. И успеавме со многу големо ангажирање, иначе тоа е го прави кинеската фирма Синохидро, а кредитот е од кинеската банка Ексим банка, која што веќе изгуби довербата во овој проект и беше на граница да го откаже кредитот. Меѓутоа, кога го виде напредокот, нашето ангажирање и напредокот во реализацијата на овој проект, значи веќе
тие се вратија на тие позиции и се врати довербата и се продолжи со негово финансирање, тоест кредитирање. Меѓутоа, многу подизведувачи, многу позиции, многу работа, многу ангажман, меѓутоа сепак успеавме да летото ја пуштиме делницата од Врбјани до Ботун, која што, знаете, е долга некаде околу 15 до 20 километри. Ботун има прекин ради овие и ради косините кои што се таму оставени во една многу незавидна положба. И следните некаде, мислам дека во почетокот на септември, го пуштиме од Климештани до Охрид со прекин кај Требениште и дел имаше, мислам дека околу Подмолје, што се дополнително треба да се прави. Се градат тие и мислам дека до крајот на годината, евентуално во јануар, ќе биде од Климештани до Охрид пуштено автопатското решение. Прилеп Битола? Паралелно, се извинувам, само паралелно се работи на санација на косините. До сега е невиден оваков случај, да тие косини бидат оставени толку време на забот на времето или не времето, дали се тоа дождови, студови, снегови, мразови, лизгање на земјиште, милионски се тоа кубици на земја која што се лизнува надолу и тоа да не биде заштитено во почетокот. Еве сега Бехтелиенка прави, уште не е ставен асфалтот, странично ако има косина 3-4 метри, веќе треба да никнат. Значи сега засилено работиме заедно со Министерството за транспорт и врски и со министерот. Значи веќе проектите се готови за санација на тие косини и една косина веќе почна, нормално тука е ГИМ као проектант, Министерството за граѓански факултет, стручните луѓе кои што се ревизори на тој, активно се вклучени. Ние сме скоро секоја недела на тој пат таму во канцелариите на надзорот и во канцелариите на Синохидро. И мене ми е драго што веќе се има решението и почна да се реализира веќе првиот проект. Некаде пред месец дена почна, вториот ќе почне овие денови. Првата косина, кинезите исто така имаат некои проекти кои што и тие се ревидирани од граѓански факултет, треба да се докомплетираат и веќе од технички аспект го знаеме решението, ќе почне нивната реализација и се надевам дека во најбрз можен рок ќе биде тоа завршено. Кога ќе биде планот е 2026, го бркаме, настојуваме. Изводливо е, да? Молам? Изводливо е. Настојуваме тоа да го направиме, меѓутоа, знаете, кога имате работа со природа, не можеш секогаш да бидеш сигурен во тој термин што ќе го направиш, бидејќи зависи колку ќе има дождови, колку ќе има снегови, колку ќе има мразови и сето тоа, какво ќе биде земјиштето долу, иако има геоистраги. Ние направивме геоистраги 7 километри, бушеме дополнително на секој од косините за да се види структурата на земјата до косините, за да може да се направи, да се испроектира соодветна санација за стабилизација на тие косини. Така да, јас сум среќен што веќе сме при крај со решенијата. За крај Прилеп Битола, таа делница се работи, јас одам на кај Преспаче 100 пати, целата таа делница преку селата, па дел нели беше по тој стариот регионален пат, докаде е таму работата? Видите, тоа интензивно се работи таа и мислам дека Тетово, Гостивари, таа ќе бидат најбрзо пуштени, се надеваме дека ќе бидат 2027 година. Нашата работата на Република Македонија, на владата, тоест на јавното предпријатие е да направи експроприацијата. Вие знаете дека кога дојдовме немаше нула експроприација, скоро нула да имаше и не беа воведени во работа, иако во договорот им беше ветено на 8 март 2023 дека за 6 месеци ќе се реши експроприацијата, таа не беше решена. Од тогаш па се до јули, август месец, да речеме и септември 2024 година, за 2 месеци нешто успеавме да ги воведеме во работа и сега се постојано сме ние испред Бехтелиенка, испред машините Бехтелиенка со експроприација на земјиште, на земја, на објекти, исто така со дислокација, многу важен, дислокација на нисконапонски и високонапонски водови, кои што бараат посебно проектирање, кои што бараат посебно време, специјализирани фирми,
дислокација, особено во Полог, па има и во Прилепскиот дел, кај што има дислокација на водоснабдителни, не за водоснабдителни, туку за наводнувачки системи кои што го наводнуваат Полошкиот регион, Пелагонискиот регион, а голем проблем ни настана исто така во она што го спомнате Прилеп Битола, таму биле балканските војни, првата, втората балканска војна и останатото, и многу има заостанати експлозивни бомби и останатото, па специјални компании од Англија, од Франција за нивно детектирање кај се, па заедно со војската и со други специјализирани компании за да тоа се извади, заради тоа што Бехтел Јенка вика, барам да ми даете дека таму нема бомби. Така. Ако експлодира некоја, онда станува опасност. И тоа ни одзеде доста енергија, доста време, меѓутоа и тоа успеавме да го решиме. Има уште многу теми, но времето е тоа, ќе оставиме за следната прилика. Вие сте препълни со информации, темите се непресушни. Ви благодарам што бевте мој гост. И да вас благодарам што ме поканивте да видам дел од вашата емисија. Ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам и вам и на што мене бевте. исто така. Исто така. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави. Од вечерва почнува изборниот ног. Чувајте се многу.